Здраво, јас сум Горан Бундалевски, учев и успешно го завршив средното образование во Осто средно техничко училиште во моје време ЦСНО Злате Малаковски во 1995 година. Бев запишан на насоката електротехника и електроника, која што тогаш за прв пат беше отворена и бев дел од првата генерација која што заврши на таа насока. Поради големата љубов кон автомобилите, високото образование го продолжив на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, на Машинскиот факултет, одсек моторни возила. Во текот на студиите учествував на неколку надпревари за дизајн на автомобили и како поголеми успеси би ги издвоил освоеното прво место на надпреварот за автомобилски дизајн организиран од Скопски сајм, кој што беше во склоп на сајмот за автомобили во 1999 година, како и тоа што мој проект беше одбран како еден од 10 финалисти на еден многу голем познат светски надпревар за автомобилски дизајн, организиран од една голема позната шведска компанија за изработка на софтвер за автомобилска индустрија, а жирито беше составено од тогаш врвни имиња од автомобилскиот свет. Во текот на студиите, исто така бев член на тимот кој што го изработи првиот македонски роадстер. Моја задача бев главен дизајнер и го изработив дизајнот на возилото. И јас заедно со моите колеги, како студентска активност, го представивме тој автомобил, го изработивме како макета 1:1 и го представивме на Скопскиот сајм за автомобили. Понатаму бев член на тим кој што изработи редизајн на преден и заден дел на автобус на познатата македонска фирма фабрика која што изработуваше автобуси, Санос, и тој автобус понатаму беше произведен и продаван широм Европа. Сепак, како моја животно пределба со која што професионално се занимавам е електриката, со која што токму за прв пат се сретна во Осто средно техничко училиште во текот на моите средношколски денови. Последни 8 години сум работен во најголемата компанија градежна во Македонија, ГД Грани таде Скопје, и таму како координатор, инженер изведувач и внатрешен надзор, активно имав учество и се уште имам учество во изработка на електрични инсталации и акуструни инсталации на едни од најкомплексните и најкапиталните објекти кои што се изградени последниве години во нашата држава. Како позначени би ги издвоил новата зграда на Уставниот суд, Државниот архив и Археолошкиот музеј на Република Македонија, новата зграда на Кривичниот суд на Република Македонија, новата зграда на Факултетот за драмски уметности, телекомуникацијската кула НАЕ која што во моментов се гради на врвот на планината Водно во Скопје, изградба на северната трибина на стадионот во Битола кој што се гради по најнови стандарди и технологии барани од ФИФА, како и голем број на разни објекти, катни гаражи, подземни гаражи, училишта, градинки, болници, фабрики и разни административни и стамбени објекти. Во текот на високото образование многу ми помогна тоа што средно училиште имав завршено техничко и основите веќе ги имав совладано, така да во текот на студирањето ми беше многу полесно да ги надградувам само знаењата. Ви препорачувам и вие да го одберете Осто средно техничко училиште, каде што и практично и теоретски ќе ги добиете основните технички знаења, и понатаму, без оглед дали ќе продолжите на високо образование или веднаш по завршеното средно училиште ќе се запослите, во секој случај ќе бидете во предност пред оние кои што како средно училиште не одбрале средно насочено училиште. Во Осто средно техничко училиште има голем број на образовни профили, кои што се доста атрактивни и барани во моментов. Наставниот кадар е многу пожртвуван и многу стручно и вешто ги предава знаењата на учениците. Исто така има и голем број на училишни и вонучилишни активности, кои што квалитетно ќе ги исполнат времето во текот на вашето образование. На крај можам само да кажам, во техниката еднината, запишете се во Осто средно техничко училиште и обезбедете си побезбедна и поубава еднина. Поздрав!